Ке ти ги запишам лековите на Ели и датите на вакцините. Алергична е на некои работи. Не знам дали и ти си алергичен. Но таа никако не смее да јаде јагоди. И мајка и беше. Ели беше најубавиот поклон кој сум го добил досега. Не е поклон да земеш нечие дете. Не знаев. Јас помислив дека е дар од Бога. Работиш за ција, убиваш луѓе, ги измачуваш. Зошто Бог би те дарувал тебе? Тоа е моја работа. Или е моја керка. Можеш да ме сватиш и ти на израз на совистиските родители. Керка ми не е должна да има судбина како мојата. Не. Но не е ни должна да живее под опасност. Откако ќе ме убиеш, не седи тука. Колку што знам, имаш многу пари. Бегај кај што ќе можеш. Ели нека биде среќна до крајот на животот. И јас. И керка ми тука ќе живееме. Може би среќни, може би не. Тато? Керко? Тука сум, Керко. Не ми се спие. Ама ако не спиеш, нема да пораснеш. Кој е Чичково? Мој пријател. Ајде, да ти раскажем една приказка. Ајде. Ајде. Поп, 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 поп. Па. Порано си живеел еден многу стар човек. Си имала своја работа и се живеел со своите 3 сина. Синовите секоја сабајле станувале и оделе да работат. Сакаш да ја гушнеш? Ќе се разбуди. И вака и онака ќе се разбуди. Кога малку ќе подпорасне и ветив дека ќе ја купам конј. Многу сака животни. Дали ти ќе го исполниш моето ветување? Нема да те убијам.
За сега. Рече да ме влагаме, бате. Не може толку да трае. Ќе го упукаше и ќе дојдеше тука. Брат, да ја земам. Спие, ќе се разбуди. Бате, Одете. Зошто не го уби, брат? Само што ќе пука Филип се разбуди. Добро си сторил, брат. Знае дека и е татко. Кај да одиме, братче? Каде може да одиме? Внучето да си го видат. Ќе се шокираат најдеш. Кај Леуа да одиме. Првин ќе зборувам со мајка ми потоа. бате, ти добро направи што не го уби човекот. Ама он ќе ни прави проблеми сега. Во право си, Абдухи. Ти симни се уби го. Да не кажеш дека си рекол. Прво Фелер ќе го убиеме. Потоа ќе видиме што со него. Полат Алендер не е толку паметен колку што велиш. Сгрешил што не го убил. Оној човек што успеал да ги потисне чувствата му на тешките моменти и кој смислил што треба да прави, е многу попаметен од тоа што мислев јас. Каква врска има тоа? Требаше да го убие заради љубовта кон ќерка му. Но во истиот миг ја примети мојата стапица. Тој не падна. Што ќе правиш сега? Нова игра ќе смислиме. Ке имаш време за тоа? Мора да ја напушиш Турција. Не ми го троши времето со глупави прашања. Ko je? Јас сум. Što je ova? Волчи ма затвори врата.
Чие е детево? Илив, Која е Елиф? керка ми била жива, Лила. Се шегуваш, така? Не се шегуваш. Многу се израдував. И кажа ли на мама назив? Сега одам кај нив. Потоа заедно со неа ќе одам. Може да седиш до неа. Немам во никој друг доверба, знаеш. Добро си сторил. Пола, зошто не ми кажа? Со месеци знаев дека нешто правиш, но не знаев што. Каде ја најде? Со кого била? Како ја киднапирале? Те познаваат ли тие луѓе? Кажи ми што... Ке ти кажам, сега ти кажам. Ако не ми помогнеш, ке те убијам. Не можеш. Инджи, 7 поколенија ке... Не можеш. Не си играј со мене. Не можеш да ме убиеш. Бидејќи носам твое дете. Полат кој не може да биде под контрола, ова е единствениот начин да биде под контрола. Оваа држава има многу зашеметени синови како тебе. Ја заразивте. Ја скапавте. 1000 пати ја убивте оваа држава. Ако ние сме убиле, ние ќе оживееме. Овој отров е многу јак отров. За 5 минути сите ќе ги убие. Полат, Давуд и Инџи. Утре вечер, Долина на волците, во 22 часот.